Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општина Прилеп по доставените опомени ќе започне со присилна наплата на врските за данок и комунална такса. Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп го одбележа патрониот празник. Синоќа во градската библиотека промовирана книгата Необјавени страници за македонскиот јазик од Круме Кепески. Во малата галерија на Завод и музеј Прилеп утре ќе биде отворена изложбата 111 години Аче. Горивата поевтинуваат од полноќ. Времето денеска потопло. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Општина Прилеп по доставените опомени минатата година ќе започне со присилна наплата на оврските за данок и за комунална такса. Општина Прилеп ги известува сите физички и правни лица, даночни оврзници по основ на данок на имот и комунална такса, дека во согласност со одредбите за присилна наплата од Законот за даноци на имот, започнува со постапка за присилна наплата за сите неплатени оврски заклучно со 2024 година. Во текот на 2024 година, Општина Прилеп достави опомени за неплатен данок на имот и комунална такса до сите правни и физички лица кои вршат дејност на територијата на општината. Бидејќи рокот за подмирување на овие оврски е веќе истечен, општината ќе започне со изготвување на решенија за присилна наплата кои ќе бидат доставени до даночните обврзници и до носителите на платен промет, деловните банки. Со цел да се избегне блокирање на сметките и настанување на дополнителни трошоци, Општина Прилеп ги повикува сите обврзници кои имаат заостанати и неплатени оврски по овие основи итно да ги подмират своите оврски. Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп денеска одбележа 83 години од загинувањето на својот патрон, народниот херој и борец за слобода, прилепчанецот Јордан Чопела. По тој повод, делегации на Општина Прилеп и Советот на Општина Прилеп, училиштето домаќин, представници на други училишта од градот, како и членови на Сојузот на борци, положија свежо цвеќе пред бистата на Орде Чопела во училишниот двор, кај неговото родно место во Варош и на могилата на непобедените. Јордан Чопела бил активен учесник во Народно-ослободителното движење за време на Втората светска војна. На 16 јули 1941 година во неговиот стан во Прилеп била формирана Прилепската воена комисија како еден од првите организирани обиди за отпор против окупаторот. Бил смртно ранет на 8 април 1942 година во Битола по кус-судир со бугарската фашистичка полиција и починал ден подоцна. За народен херој бил прогласен на 2 август 1949 година.
Со достоинствено одбележување на годишнината од неговата смрт, Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп и градот Прилеп продолжуваат да го негуваат споменот и вредностите кои ги остави зад себе овој прилепски херој. Необјавени страници за македонскиот јазик од Круме Кепески, приредена од неговата ќерка професор доктор Јованка Кепеска, беше промовирана синоќа во градската библиотека Борка Талески Прилеп, а во организација на библиотеката и на Друштвото за наука и уметност Прилеп. Станува збор за околу 1540 ракописи од архивата на Кепески, кои објаснуваат како се одвивал развојот на македонскиот јазик. Во книгата се два ретки текста, едниот е за изворите на историјата на Македонија, македонскиот јазик и раритетноста дека називот славјани 3 века се користел за македонскиот народ и за македонскиот јазик. Кога ќе се речело славјани, точно се знаело дека се однесува на македонскиот јазик, што било преточено во мисијата на Кирил и Методи. И тука се нашите корени во таа смисла, корени на нашиот јазик, на нашиот народ, вели авторката Јованка Кепеска. Има некаде 1540, средени се, попишани се, еден дел што можеше лесно да биде достапен за јавноста. Тоа се необјавени текстови кои што објаснуваат како се одвивал развојот на македонскиот јазик и то од пред Втората светска војна па натаму и учеството на поединците во развојот на македонскиот јазик се разбира и собствениот развој на Круме Кепески. Има два ретки текста, едниот е долг некаде околу 150 страници во ракопис, се однесува на извори за историјата на Македонија, каде што тој е попишал 1944 година како еден од повеќето текстови негови веќе приредени, напишани пред да се појави првата граматика 1946 година, кои што биле многу значајни за тоа точно да се определи значењето на македонскиот јазик и дури наспроти бугарскиот јазик. Тој и има проследувано, особено прилепскиот говор, тој е и објавен посмртно, но и има направено паралела со бугарските дијалекти и македонските дијалекти, во што се разликуваат така што се потврдува македонскиот јазик и фонетски, и синтаксички, и морфолошки, и целост наспроти бугарскиот јазик. Во малата галерија на Завод и музеј Прилеп, сместена во зградата на првото женско Баба Неделино училиште, утре од 19 часот ќе биде отворена изложбата 111 години Аче. Ќе бидат презентирани збирка на цртежи во ракопис материјали како и дела во сопственост на семејството на уметникот Ѓорѓи Ачески Аче. Прилепскиот уметник Аче живеел да црта и создал повеќе од 4000 цртежи. Неговите цртежи најмногу придонеле да се определи тематски за старата архитектура. Мотивите ги наоѓал во градските периферии и селските населби низ цела тогашна Југославија. Тие за него представувале непресишен извор на инспирација и притоа, откривајќи ги нивните тајни, се ставал во улога на истражувач. Од ноќеска поевтинуваат горивата за 2 и 2,5 денари по литар. Дизел горивата и бензинот Евросупер БС 95 од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 2 денари по литар, а цената на бензинот Евросупер 98 се намалува за 2,5 денари за литар. Одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,85% во споредба со претходната пресметка.
Од полициската хроника. На 9 април 2025 во 0 часот и 15 минути во селото Кривогаштани полициски службеници од полициското одделение Кривогаштани ги лишиле од слобода лицата В.Ј. 31 годишен, Н.И. 46 годишен, двајцата од село Крушејани Прилепско, З.С. 53 годишен од Крушево и З.К. 36 години од село Кривогаштани, затоа што го нарушиле јавниот ред и мир и агресивно се однесувале кон полициски службеници кои извршувале службени дејства. По документирање на настанот против нив ќе следува соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска наутро ведро студено, преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен, а вдолж поврдарието повремено засилен ветер од северен правец. Во Прилеп утрото беше ведро и студено, а преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до -4, а максималната достигна до 14 степени. Во наредните денови следува период на стабилно и потопло време, освен во четврток кога ќе има локални врнежи од дожд, а на планините снег. Утринските и дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.